Значи, наша тема во овој дел од отвореното студио е каква изборна кампања за председател на државата може да очекуваме во наредниот период. Гостите веќе ги најави Елена, но сега сосема конкретно наш гостин е Игор Јанушев, шеф на изборниот штаб на ВМРО ДПМН или поконкретно на председателскиот кандидат Гордана Силјановска-Давкова. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата и воедно да го честитам првиот роден ден на телевизијата и да посакам успехи во иднина. Благодарам. Од мојата десна страна, иако требаше левицата од лева, десницата од десна, е Александар Кирацовски, шеф на изборниот штаб на СДСМ и коалицијата, или поконкретно на председателскиот кандидат Стево Пендаровски. Добро вечер и за вас. Добро вечер, ви благодарам на поканата и воедно исто така да ви честитам една година роден ден, да ви посакам многу успех. Благодарам. Да почнеме онака за загребање малку поопшто. Каква кампања изборниот штаб, вашиот изборен штаб, планира до 21 април, па и до 5 мај, да кажеме? Во која смисла? Планирате големи митинзи, носење луѓе со автобуси, средби со граѓани? Како ви е тоа обмислено? Што може да очекуваме? Каква кампања планираме? Планираме кампања во која што буквално ќе го посетиме секое населено место, секое село и секој град. Планираме кампања во која што активисти на ВМРО ДПМН, активисти од тимот на професорката Силјановска ќе го посетат буквално секој еден човек и секој еден граѓанин, каде што ќе ги промовираме нашите идеи за праведна Македонија, за правечна Македонија, се она што е антитеза на она што се случува во последните години во општеството и се она што нели се залага против кандидатот Пендаровски. Ќе имаме во еден добар дел промена во однос на она што во минатото сме го правеле на митинзите, меѓутоа секако дека ќе бидеме буквално во секој град, во секое населено место, во секое село и ќе имаме дури и денови кога ќе имаме и по најмалку 4 или повеќе од 4 средби со граѓани или митинзи на ден, а секако дека во текот на кампањата, во предлодневните часови ќе го искористиме периодот нормално за средби со граѓаните, со различни целни групи и слично. Ке ангажират автобуси носење на членство, тоа што беше белек кај двете партии додеше во изминатиот период? Во принцип ќе имаме два големи митинга, каде што нормално го повикуваме сите членови, сите симпатизери на ВМРО ДПМН, меѓутоа и сите оние кои што ја поддржуваат професорката Силјановска, што е огромна бројка, да ни се придружат на тие настани. Првиот таков настан ќе биде за неколку дена од сега, на 1 април, во Охрид, со почеток од 20 часот. ВМРО ДПМН е класично од Охрид ги почнува сите кампањи. ВМРО ДПМН е класично, традиционално би рекол, ги почнува сите своји кампањи од Охрид и овој пат во оваа победничка кампања ќе биде исто така, а почетокот во Охрид, како што кажа, во 20 часот. Следниот голем митинг, голем собир ќе биде во Скопје на 13 април во сабота со почеток од 17 часот. Значи тоа е една недела пред гласањето 21. Па да, почетокот на, да кажеме, вториот дел од нашата кампања. Така. Кирацовски, што е вашиот план, како вашата кампања ја обмислувате? Пред да ја споделам со сите вас и со вашите гледачи предстојната кампања на победничкиот кандидат Стево Пендаровски, сакам да повикам и до колегата и до сите учесници на бреколени демократски и проевропски, европски избори. Сите ние заедно е неопходно да покажеме на демократска зрелост и овие избори да ги направиме заедно да бидат кристално чисти, фер и демократски. Се она што е во наша моќ, знам дека ќе биде реализирано и верувам дека сите ја научивме онаа лекција која што алудира дека од избори на избори треба да чекориме напред кон демократските процеси и да го сочуваме она што едно демократско општество го чини. Исто како и претходните кампањи со мали креативи, оние кои што одат кон модерната промоција на кампањата, ќе имаме сериозни средби, длабински средби, мали и големи митинзи. Ја почнуваме кампањата во Крушево и во Прилеп. Зошто Крушево? Кај ВМРО е во Охрид традиционално, како се одлучивте вие за стартот? ВМРО ДПМН класично своите почетоци на секоја од кампањите ја одржува во Охрид. Ние сакавме да го испочитуваме тоа и во оваа кампања. За нас Крушево алудира и асоцира на држава и државност, но нормално сите останати општини и градови се значени за сите нас и граѓаните кои што живеат во истите. Во среда имаме промотивната конвенција на нашиот победнички кандидат
во ВИП арена Борис Трајковски, каде што сите ние ќе имаме можност да видиме што значи една модерна кампања во нашето општество. Она што е Што подразбирате исклучително по тоа модерна кампања? Па, она што сакаме да го воведеме овој пат е она кампања на таунхол митинзи, каде што самиот кандидат ќе има можност да разговара со учесниците, гледачите, односно оние кои што ќе бидат присутни и на конвенцијата и на митинзите, да имат можност да разберат подлабински што представува нашиот кандидат и што се е подготвен да направи за нашата држава. И тоа ќе може да го проследат и на конвенцијата и на таунхол митинзите на сега ден из нашата држава. Она што е исклучително битно, покрај онаа класична кампања која што ќе гледаме на медиумите преку спотовите, пресконференциите, говорите на големите митинзи кои што сакаме да ги реализираме, е кампањата од врата до врата. СДСМ заедно со сите останати 30 партии, заедно со поддршката од над 60 пратеници на 32.000 граѓани кои што го дадоа својот подпис за Стево Пендаровски, е решена да го помини секое село, секој град, секој населено место, да тропни до секоја врата и да се соочи со граѓаните, да ги запраша не само за поддршката и да замоли за поддршката на предстојните претседателски избори, туку да ја добие информацијата како е водена нашата локална власт и нашата централна власт, нешто што оди комплементарно со она што нашиот победнички кандидат го застапува. Предпоставувам дека комуницирате шефовите на изборните Апсолутно. штабови, бидејќи нели треба да се усогласат кој каде иде посети митинзи, особено околу ТВ соочувањата. Колку ТВ, многу телевизии има. Што договоривте, колку дуели ќе има на претседателските кандидати? Сепак треба да спомнеме дека тука е и третиот кандидат, Валери Мрека. Да не испуштиме. Од тона што го имаме до сега како информација, договорени се 3-4 дуели кои што се потврдени. Ние сме отворени за дуели. Сметаме дека само на тој начин граѓаните ќе можат да воочат огромната разлика која што има меѓу професорката Силјановска и кандидатот на СДСМ Пендаровски. Во исчекување сме, се надеваме дека Пендаровски нема да бега од дуел како што тоа го правеше господинот Заев, и се надевам дека ќе имаме што е можно. Имаше дуел Мицковски-Заев. Така, после едно Заев добри, не бегал, Груевски бегаше од дуели. една година бегање и повикување на дуел, конечно се одважи да... 10 години Груевски бегаше од дуел веќе кога... Така е, јас се согласувам тоа. со тоа, меѓутоа кога веќе го спомнуваме, нели, треба и исто така да напоменеме дека веќе година и пол господинот Мицковски е председател на партија и повеќе од речиси година дена Втор дуел беше, господинот ако не се Заев лажам. избегнуваше, меѓутоа тоа во моментов не е битно, се надеваме дека Пендаровски нема да го прави истото и дека ќе имаат сите граѓани прилика да ги видат огромните разлики кои што постојат помеѓу двата кандидати. Секако професорката Силјановска е светлосни години понапред од Пендаровски, буквално Пендаровски секој ќе доаѓа на дуелите или како што вели Се надевам дека Јанушев ќе избере. бидејќи се договоривме да не се упаѓаме во збор, меѓутоа заслужуваше колегата овој пат да упаднам кратко. Она што е многу значајно е што овој пат за прв пат во последните 11 години гледаме сериозен избег на демократија и од власта и од опозицијата, кога станува збор за дуелите и за телевизиското тоа е соочување. добро, во секој случај Демократијата, добар меѓу другото, значи представува и спротивставување на различните мислења и спротивставување на опонентите пред нормално домашната јавност. Ние бевме сведоци како 11 години почетниот председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, назад да се задржиме на кампањата. Еве јас реков. мислам дека такви гротесни изјави не сме да се дава во очи на предстојните претседателски избори. И председателот Заев и кандидатот за председател Стево Пендаровски без исклучок ги прифаќаат сите телевизиски соочувања со против кандидатот. Она што засега е на некој начин договорено, ако можам така да кажам, Добро. се 4 телевизиски дуели, односно на 2 април на телевизија Телма, 12 април на Македонската радиотелевизија, на 14 април на телевизија Сител и на 17 април на АСА телевизија. Се надевам дека и во вашата телевизија ќе имаме можност да се соочиме. Исто отворена покана. И благодариме и ние со Кандидатите нетрпение да ќе бидат рацуски ќе ги очекуваме гости. сите овие дуели. Апсолутно. Добро. Денеска е затворен избирачкиот список. Се знае колкав изнесува и цензусот од 40% за 5 мај, но дали имате забелешки, бидејќи постојано имало поплаки за избирачкиот список, особено кога една партија е во опозиција? Сега од Избирачкиот- позиција на власт како ви делува избирачкиот список?
избирачкиот список кој денеска беше на некој начин затворен и промовиран се состои од 1.808.131 избирач. Знаете како, на самото распишување на изборите, Министерството за внатрешни работи е должно да ги пријави сите граѓани во Република Македонија кои што нормално имаат над 18 години, кои што имаат лична карта, кои што имаат живалиште и се работоспособни. Државната изборна комисија подосна заедно со Заводот за статистика ја имаат обврската да ги направат сите неопходни анализи и скрининг на тие податоци. Тоа денес комплетно беше завршено и промовирано во јавноста. Ние немаме забелешки и цениме дека за прв пат имаме избирачки список кој што релевантно ги представува актуелните бројки на избирачите во Република Македонија. Да го кажам за да забрзаме, народски имаме ова што динамика, каже да. Хирацовски, избирачкиот список ист како и претходно, ама сега се на власт па немаат забелешки по истиот. Видете. Да, вие па сега имате Да, меѓутоа нема избирачкиот гласачи список од пустеци, нема гласачи кои што не постојат, нема фантоми и нема се она што значеше лажирање на избирачкиот Хирацовски процес. се договоривме да не си ќе видиме на упаѓаме, 21 април и јас ќе 5 бидам мај. доследен на тоа што сум го кажал и ќе си достоен на зборот бидејќи ВМРО ДПМН секогаш тоа го прави. Не Дали се. е во ред избирачкиот список за вас сега или па сега вас ви Видете, вие имате избирачкиот забележки? список Истина. е буквално најмалиот проблем во моментов. Многу поголем проблем е тоа што имаме најголемата партија во држава, во моментов опозицијска партија која што влега во избори со замрзнат имот. Поголем проблем е тоа што имаме еден од лидерите на политичките партии во опозицијата кој што е во домашен притвор. Имаме уште така многу побитен проблем во тоа што секојдневно се распишуваат огласи за вработување, што и те како влијае на изборите, или може да влијае на изборите, или е, можам и слободно да кажам, еден вид на политички подкуп во очи на изборите. Исто така имаме проблем многу поголем од избирачкиот список со драконските казни од повеќе од 2 века, додека убиците од Смилковско езеро шетаат слободно. Така да ние искрено веруваме во она што го зборуваме, искрено веруваме во она правда и градење на правна држава за Македонија, која што конечно можеме да донесеме и тоа можеме да направиме исклучително со Гордана Силјановска како победник на овие Дали избори. ова ќе бидат темите кои ќе доминираат во кампањата за председател или ќе се држите до она што се функции на председателот на Република Северна Македонија сега? Затоа што на сите избори се и се што се зборува во кампањите. Бидејќи сега ова што го споменавте, го зборите постојано, дали сите овие работи ќе бидат теми кои вие ќе ги форсирате? За нас е била и ќе остане Република Македонија. Тоа морам вака да го напоменам. А за бидејќи го која функција напоменавте. се кандидира Силјановска да И За во однос на председател на Република Македонија? ќе одговорим и на тоа прашање, меѓутоа она што сакав да го напоменам е дека била ќе биде и ќе остане Република Македонија. Меѓутоа она што во однос на вашето прашање би сакал да напоменам, нормално дека ќе се држиме пред се во однос на кампањата за она што се уставни и законски надлежности на председателот на државата. Секако дека главен фокус ќе биде нели проактивноста на председателот на државата во однос на надлежностите на собранието и доставување на нели иницијативи до законодавниот дом. Меѓутоа исто така да не забораваме дека председателот има и одредени надлежности во однос на економијата, економските промотори, има одредени исто така надлежности во однос на екологијата и се што е поврзано со екологијата. Меѓутоа немировно ќе биде нормално дека ќе го зборуваме веројатно и нормално во далеку помал обем и се она што ги тишти граѓаните, бидејќи Македонија како држава се наоѓа во една ситуација полоша од било кога во историјата. Така, Ако може Кирацовски една повелете. мала дигресија за ВМРО ДПМН, Република Македонија е секогаш кога треба да има одреден ќар или бенефит, а Република Северна Македонија е секогаш кога треба да поднесат амандмани за измена на закон за специјалното јавно обвинителство. Секогаш е Република Северна Македонија кога треба да поднесат апликацијата за престојните председателски избори, истата таа апликација која што господјата Силјановска ја потпиша при поднесувањето на својата кандидатура. Мој колега, почитуван колега, ВМРО ДПМН има на некој начин заштитен имот или имот кој што на некој начин не може да го користат поради вашето криминално минато. Не зборам за вас лично, туку за раководството на ВМРО ДПМН кој што раководеше до пред 2 години. Вие имате
истакнати активисти или дел од раководството на ВМРО ДПМН кои што меѓутоа јавноста е запознаена и следи тие процеси. Вие имате истакнати ваши активисти и функционери кои што се во притвор и кои што се на судски рочишта само поради поради нивните инкриминирани действија. Оваа кампања, што е многу битно, иако нормално сите сакаме во овој демократски призвук да се однесуваме најнормално и да дискутираме и да промовираме само на што застапува одреден председателски кандидат, меѓутоа најверојатно ВМРО ДПМН и она што представува ВМРО ДПМН не може да се помири со она што ќе следува на претходните председателски избори, а тоа е поразот нормално кој што ќе го доживеат, па мора да се служат на ние со најразлични секогаш партиите субверзивни јавуваат дека активности. ќе терат позитивна кампања, но имам впечаток дека ќе доминира од штабот на ВМРО ДПМН ќе пребројуваат предавници од ваша страна, а вие ќе пребројувате антиевропски сили во опозицијскиот блок. Дали тоа ќе доминира и овој пат? Од наша страна апсолутно не. Видете, Стево Пендаровски и според анкетите, и според расположението, и според она што сите на некој начин го чувствуваме, влегува како фаворит на овие избори. Анкетите ви се многу различни. Партиските анкети на ВМРО ДПМН говорат за големо водство на Силјановска. И тоа е факт. Вашите анкети говорат за водство на Пендаровски. Имаше една трета анкета кај што тука некаде се. И сега, дали ова служи за билдање на оној победнички дух кај гласачите, ваши симпатизери и членови? Или Видете, што е проблемот за да има вакви разлики во анкетите? Видете, има една разлика, предпоставувам, што ме таков нивниот резултат. А тоа е што нашите анкети се прават врз основа на репрезентативен примерок на граѓаните на Република Македонија. Не, и нивните, колку што знам, нивните предпоставувам согласно оние резултати кои што ги имат, ги прават врз основа на расположението во членството. Да, тоа што прочитав и едните и другите имате анкети на репрезентативен се пример. смешно различни до тоа ниво што нормално представуваат забуна за граѓаните во нашата Ако држава. можам Да, да, повелете. веројатно им се смешно, им се смешни кои ги гледаат и јас би се смеел кога ги видел вистинските резултати колку многу губат и веројатно тоа им предизвикува смеа во очеот кој што ги зафаќа, всушност и се говори во таа насока. Се согласувам апсолутно. Она што можам да го кажам е дека професорката Силјановска има значителна предност и во тотал на сите избирачи, меѓутоа и многу голема двоцифрена предност во однос, нели, ки македонските избирачи. Меѓутоа еве, за да не спориме со Кирацовски, да го тргнам тоа на страна, Зошто ги двоите македонските гласачи од Албанија помалку вредат гласовите на другите националности? Значи само давам примерот дека водиме и во тотал, а дека предноста е далеку поголема. Дали сметате дека е предност ако некој има само македонски гласови или ако е предност ако во една мултиетничка општество имате поддршка од сите? Значи јас така се оред Јадранка, меѓутоа пишувам за фокус во тоа. Апсолутно можете да го пишувате ова што го зборувам сега. Јас и така го почнав мојот дел, дека професорката Силјановска има предност во тотал ки сите граѓани, што ја покажува уште еднаш поддршката буквално ки сите заедници без разлика дали се тоа македонци, албанци, власи, бошњаци, турци, срби и сите останати да не ми замерат ако не ги напоменам. Меѓутоа, она што е многу побитно, во изминативе 2 месеци имам пропатувано илјадници километри, имам посетено над 50 на 60 на населени места, градови, села, средби со сите и она што ни оди во насока на потврдување нели на она што го гледаме на анкетите, атмосферата која што се гледа во општеството. Она што можам да го споредам кога пред неколку месеци сум го правил истото, она што можам да го споредам кога сум правил пред 1 година или пред 2 или пред 3 години. И затоа и сме убедени дека единствено можно сценарио како резултат од овие избори е победа на професорката Силјановска. Јас разбирам дека Кирацовски дошол тука, што друго ќе каже, дека ги знаат анкетите, дека се Добро, и он може за губат вас да каже истото. дека ќе изгубат. Нормално дека треба да ги храбри неговите и да каже истото. Меѓутоа, реалноста е сосема друга. Мислам, да, ќе имате право, но на крај на денот, како што кажавме, нели, и самиот Кирацовски тоа го напомена, 21
ќе се знаат Добро, точните што сте резултати, позитивни. тоа е најголемата анкета. Позитивни Само сте. ќе ве молам после 21 да нема најава за бойкот. Вака. Ако може само Побитно, кратко. Секако може. Само може само ова кратко. Само Само ќе сакам ми да дозволите истакнам една дека- реченица, се извинувам, пошто гледам дека многу сакаат да зборуваат за бойкот. Кирацовски, бойкот нема да има. Бойкот може да има само после првиот круг, ако вие повикате на бойкот. Значи ВМРО ДПМН. Се надевам дека ќе Нити остане повикало, така. не ме Се прекинуваме, надевам дека ќе молим остане те. така. Значи нити повикало, нити ќе повика. ВМРО ДПМН ќе излезе референдумски, сите поддржувачи на Гордана Силјановска Давкова ќе излезат референдумски и ќе ви нанесат таков страшен пораз што за неколку месеци ќе морате да распишете Значи парламентарни. бойкот не е можен од ВМРО ДПМН. Кога ги Повели спомнувате Кирасовски. парламентарните избори, ги барате, а молите Бога да не се случат. Прво Кирацовски, сакам да ова сме истакнам, го ама ќе ве зборувале молам сега. неколку Прво пати на сакам да дебата. истакнам. Не, Прво Не е сакам добро да да истакнам. увалувате овакви работи. Прво сакам да истакнам Ако дека може да се доискаже Кирацовски. времињата кога Павел Шатев, Институтот Павел Шатев правеше анкети и ве храбреше, помина. Добро. Сакам уште еднаш да истакнам дека периодот кога куририте го крира мнението во Република Македонија исто така е завршено. Сето тоа не врви и граѓаните на нашата држава многу јасно знаат кој ќе биде предстојниот председател Се на согласувам нашата дека држава. знаат. Тука се На согласувам. нашата Значи, држава. Гордана Силјановска Она што е Давкова многу битно, дефинитивно знаат дека се дека борат, ќе биде. знаат дека Се овие два согласуваме наши тука. кандидати, вашиот и нашиот, се борат за сосема два различни концепта. И тука се согласувам. Се борат за едниот концепт кој што го представува Стево Пендаровски, концептот на напредок, на развој, на сигурна и стабилна држава, држава која што ита кон Европската унија и НАТО и е пред портите на Европската унија и НАТО. Од друга страна, ние имаме кандидат кој што се уште го нема осудено, настанот на 27 април, криминогените активности и насилството на 27 април, од една страна. Од друга страна, гледаме како повикува на ревидирање на договорот од Преспа, а ја подпишува својата апликација и кандидатура која што ја поднесува во Државната изборна комисија. А образецот Стево- сакате да кажете дека е на Република Северна На Македонија. Република Северна Македонија. Стево Пендаровски води една позитивна кампања, господјата Силјановска, од друга страна гледаме како провоцира на Твитер. Гледаме два сосема различни концепти. Едниот кој што ќе ја унапреди нашата држава, а другиот кој што ќе ја стагнира и ќе ја уназарува. Завршите. ако На може, граѓаните вака мощно неколку јасно, реченици мощно само. јасно. Да се доискаже. Мощно јасна има оваа Мислам слика. дека заврши. Две различни парадигми кои што јас ви уверувам дека на 21 април ќе се потврди. Значи, уверувањето веројатно ви треба за вашите луѓе, меѓутоа не и се. А истава И за флоскула вас. дека сме пред портите на НАТО и ја слушаме од 90-тите. Мислам дека не поминува веќе ники вашите. Меѓутоа, Да, меѓутоа има само да ве ефекти. потсетам дека токму Стево Пендаровски така очајно, лошо, катастрофално ја почна и кампањата дека е следен од странски служби блиски на ВМРО ДПМН. Значи, а полош почеток на кампања со понегативистички Што да правиме кога пристап. таа етикета ви е залепена? Што да правиме? Не ме прекинував, бидете малце Знаат, на Се ниво. извинувам, само ве Извинете. имитирам. Значи, полош почеток. Да подсетам исто така и дека оној лајт мотив кој што го одбравте за во кампањата исто така е украден, бидејќи е веќе користен и во амерички избори и во британски избори. Така да, кога ќе ги сублимираме Само како истакнете се во почетува... победнички избори. Се согласувам, нормално дека се победнички избори кога јас говорам. Меѓутоа, она што ми беше намерата да го кажаме дека со овој катастрофален лош почеток на Пендаровски и да кажете уште до згора дека води позитивна кампања, мислам дека реално нема човек во Република Македонија кој што верува во тоа. Како ја оценувате кампањата? Како Официјално не е Јадранка, почнала. како и што кажав, но катастрофално, што Пендаровски лошо, настапите? катастрофално на рап на оче. Значи, да излезе кандидатот за председател, кој што патем целиот свој живот го поминал работејќи во безбедносните структури на државава и да каже дека е следен од безбедносни структури, кои што при тоа се блиски на опозицијата, или му благодарам, дава голем акцент на моќта на опозицијата, или човекот на вистина не знае што говори. Мислам дека она второто. Она што е најбитно. Гордана Силјановска, како ваш кандидат, ќе го осуди насилството на 27 април, тогаш ќе имате кредибилитет да дискутирате Кирацовски, за Стево веројатно Пендаровски воопшто и не ја секогаш. пратите доволно професорката Силјановска. Значи, јас не сум тука нити да ја бранам, таа ќе има Меѓутоа сте многу прилики да го напаѓате во... Стево Пендаровски. Може да завршам? Добро, вие Апсолутно. Значи, ќе има доволно прилики, како што имаше во минатото да си го каже своето, меѓутоа професорката Сијановска во неколку наврати, многу јасно, многу прецизно, многу концизно
го кажа својот став. Значи, Ако не сте го слушнале, еве јас после емисија ви ветувам дека исто Не, ќе ви го пратам кандидатите да го ќе имаат За дуели разлика од и вас ќе кои што не си знаете играат дека чисто председателот тие Заев и работи. председателот Христијан Мицковски, вашиот председател, имале дуел. Јас знам што Не. кажа Василјановска до Многу сега. ми се бендисува ова што дури нашиот председател веќе го нарекувате председател Христијан Мицковски, веројатно алудирате на идната негова функција како председател на владата. Малце потешко. Така Треба да сакате почекате да за си тоа. го малце. толкувате, Ќе треба да веројатно, почекате. но не се. Прво нека обстои на својата функција председател на ВМРО ДПМН, после овие председателски избори, па ќе можеме заедно на следна дебата да дискутираме за Силјановска, тоа. Давкова Стојаме на располагање. и Пендаровски ќе имаат сочување, ќе си ги расчистат тие работи. Сега е битно, она што сметам дека е најбитно прашање. Како изборите да бидат оценети фер и демократски? Бидејќи ние сме под силен мониторинг и од Брисел. Ако сакаме датум нели за преговори во ЕУ, може некој да се сомнева, но изборниот процес овој пат е исклучително важен. Сметам дека власта е секогаш поодговорна на тој план, затоа што сите алатки за одговорна, само да ве надополнам. Да, сите алатки за притисок се во рацете на една власт. Кирацовски, дали сте свесни дека изборите мора да поминат без дамка, да речам? Апсолутно. Сите оние работи што Сме ги гледале сме во ги минатото. гледале во сите избори. Изборни процеси. Апсолутно. Прво, како одговорна власт. Власт која што ја доведе нашата држава да биде пред портите на НАТО и на Европската Унија. И власт која што нормално преку овие председателски избори или преку скринингот на овие председателски избори ќе ја добие препораката за членство во Европската Унија во јуни оваа година, ќе направиме се, ама буквално се, овие избори да бидат кристално чисти, фер и демократски. Да нема притисок Јас врз апелирам- администрација да излага на... Јас апелирам до сите политички чинители, нормално, признавам и прифаќам дека власта е и треба да биде поодговорна, но и сите останати чинители треба и верувам дека ќе бидат одговорни. Ние долго време, особено последните 11 години од 2006 година наваму, бесме сведоци на секои избори, на закани, уцени, притисоци, условувања со работни места и разноразни други бенефити кон граѓаните за добивање на глас. И сме наполно свесни што се тоа значи и што се тоа води. Дали сте свесни дека еден ден, доколку го правите тоа, може да се водат судски процеси? Ама апсолутно. Што беше резултат на претходното Бидејќи владење и тој видливи начин, се и тој работите. начин на организација на избори. Резултатот беше режимот и причината беше режимот. Што се случи после тоа? Режимот заврши случи многу референдумот. сериозно. Но за референдумот опозиција- 2,4 крваво заврши секунди режимот. гласање. Секој ден гледаме како на судски рочишта одат сите оние кои што беа активни чинители во режимското делување, гледаме како некои Дали кои влечете поуки од тоа? Ама апсолутно, апсолутно. Ние сериозно алудираме. МВР да остане сериозна, исто како и до сега, и да ги спроведе овие избори заедно со сите нас на едно демократско ниво, без можноста да дозволи било какви закани, притисоци, уцени неправилности и нерегуларности во изборниот процес. Но Државната изборна комисија, ДПМН ви забележуваше за институциите на референдумот, СИС така ќе добиете. вработените во институциите на системот, раководителите, директорите на институциите, силно и здраво да ја фатат работата во своите редови, да ги стегнат своите институции и да не дозволат партиско-политичкото влијание да им повлијае, да на било кој начин станат субјективни или пристрасни во изборниот процес. Нема да спречуваме вера автобуси на ВМРО ДПМН на штабот да Апсолутно одат не. на Апсолутно протест, не. на Видете, протест, на митинг. прво, никој не може во свое име да каже што и на кој начин треба да делува Министерството за внатрешни работи. Но тенденциозни запирање на автобуси, како што самата кажавте, или попречување на опонентот да ја оствари или да ја реализира својата кампања, ни подразно нема се случи. Така, Јанушев. Па од тоа што го Јас слушам, го како ветувам тоа. Кирацовски Не, го... во ред, но сакав да кажам дека ВМРО ДПМН имаше забелешки за референдумот, за гласање, за полнење кутии. Ние немаме да ве надополнам реакција само, од не институциите. само што имавме забелешки, имавме доставени кривични пријави. И За кои што нема до ден одговор. денес нема никаков одговор. Еве, колку помина. Меѓутоа, она што го слушам и вака што повеќе ми личи можеби на создавање на простор за алиби од страна на СДСМ, е тоа што Кирацовски ова што го зборува, а како да е се уште во опозиција. Значи, тие имаат МВР, тие ги имаат сите институции под Да, контрола. меѓутоа независна е МВР. Може ли да го Министерството за задржиме внатрешни на работи е на независно. нивото и да не ми упаѓате Да. збор? Пошто ве слушав, еве, 15 добиете минути шанса. скоро говорите. Се служува меѓутоа да Ви не ја благодарам. замајуваме јавноста и да го Значи, трошиме јас времето за Кирацовски само недоволство. ќе сакам- му одговорите да се Може ли? дискаже, да.
Благодарам. Значи, јас искрено се надевам и очекувам дека МВР нема да остане доследна како што кажа Кирацовски, пошто ако остане доследна како во минатово, особено за референдумот, тогаш подобро да не биде доследна. Каде што имавме гласање за 2,4 секунди, каде што имаше избирачки места, каде што се гласаше со повеќе од 90% излезност, каде што МВР и представниците на МВР беа таму и не реагираа. Јас се надевам па и дека вие нема да повикате на бојкот како за значи јас тоа референдумот. го кажав и еве сега ќе го повторам ако треба, Така, дека во нити ред. размислуваме, нити ќе повикаме. Мене оно што ме плаши е дека после соочувањето на СДСМ и Пендаровски и Заев со резултатите од првиот круг дека тие ќе бидат тие кои што ќе сакаат бојкот. Меѓутоа не и себе, ќе го тргнам тоа на страна. Ако ова е вистина што го говори Кирасовски, зошто не ги запрат вработувањата? Зошто има илјадници огласи моментов кои што ги користат во очи на изборите за притисок за глас? Апсолутно Значи, не се ова што сложувам. Кирацовски Ќе сега добиете збор. ова го говори е всушност противното од тоа што го прават. Вработувате интензивно во очекуваме, периодот. Апелираме, Видете, се надеваме дека се ова што го правеа и што го прават дека ќе прекине, бидејќи тие се единствено одговорни за фер, демократски, кредибилни избори кои што ни следат за 20 Така. на ден. најверојатно Што е со вработувањето? Најверојатно Ова што го тврди минатото и меморијата на мојот колега за време на нивното владење му сугерира на одредени претпоставки кои што би можеле да се случуваат и сега, но не се случуваат. Право јас како пратеник не можам со точност да знам дали некаде имало вработување или немало вработување за време на изборниот процес. И јас знам и сум убеден дека нема, освен онаму каде што има итни и неодложни потреби. Неколку илјади. Ако некој судија или некој хирург ради X причини не може да остане на тоа работно место, нормално е дека треба соодветна замена. Но тие не се енормни и не се големи. Во минатото се злоупотребувала оваа можност, меѓутоа сега не се злоупотребува. Кирацовски, Околу референдумот, сам себе се негирате, околу референдумот, бидејќи кажавте институциите дека не имаат знаете, а обврска сега да давате искаже. примери, Истина. мислам небулозно ова што го Видете, говорите. јас не знам дали и колку и каде се случуваат, меѓутоа кажувам пример. Во една Ако не или во знаете, друга зашто варијанта, тогаш во една или во наведувате друга детали? варијанта. Меѓутоа, вашата меморија за време на вашето владење негативно ви влијае да кажувате небулози ден денес кога сменате и позицијата, илјадници сменате и огласи за власт. вработување во моментот. Она што е многу битно е Проверете што се. институциите имаат Верувате обврска во да новата постав... антикорупцијска комисија. Се извинувам, Да, институциите Прекрасно. имаат обврска да постапуваат за сите инкриминогени гени действија кои што се случувале за време на референдумот. ВМРО ДПМН е во очеј кога над 600.000 граѓани излегоа и гласаа за влез во НАТО и Европската унија, излезе со одредени кривични пријави кои што ги поднесе и нормално и ние ги осудуваме доколку имало такви действија и чекаме на исходот на истите. Зошто не Јас знам дека ОПСИ и ОДХР изборниот ден го оцена како исклучително мирен, а референдумот како фер и демократски. Порелевантни институции од ОПСИ и ОДХР, јас досега немам сретнато во нашата држава кои што ги мониторираат, кои што ги мониторираат изборите и референдумот. А сега според бројките, го имате крај крајеве на сајтот на ДИК. според За да се уверите. Сајтот ќе ви дадам исто ги Сега проверите. можеме се да зборуваме според тука, меѓутоа бројката на граѓаните запишани избирачи, Кирацовски пред емисијава ја кажа цифрава 40% треба да е, нели, цензусот. 723.253 Остварлива ли е оваа бројка за 5 мај? според нас апсолутно. Добро. Независно на кој начин ќе делува ВМРО ДПМН после поразот на 21 април, бојкотот нормално е антидржавнички чин, кој што се надевам дека нема да го презема СДСМ како нема шанси иницијатива. да го бојкотира вториот круг, доколку резултатот не ви... Што зборуваме, Па, апсолутно сега не, апсолутно не. Обајцата ви Бојкотот- поставувам исто прашање и ни Видете, она што е битно е независно како ќе делува ВМРО ДПМН. СРСМ, 30 партии, сите ние, мнозинството граѓани во нашата држава ќе најде начин да има соодветен цензус, тоест да има над 253.000 граѓани да излезат и да го дадат својот глас за идниот председател Стево Пендаровски. Ние воопшто не се оптоваруваме со овие бројки, од едноставна причина што ние знаеме дека Силјановска ќе биде победникот на изборите и знам дека ова што сега Кирацовски го говори во една очајна ситуација, бидејќи мора некако да настапи пред граѓаните, а се она останато е хипотетичко, бидејќи на нив сега, како власт, е обврската да организираат фер, демократски и успешни избори.
Мене ми се допаѓа што се смеете обајцата, што има една позитивна Мене ми се допаѓа атмосфера. хуморот на Јанушев. Добро, Навистина ми се сега. допаѓа. А, Меѓутоа, после 21 се надевам повторно ќе дојдеме во ова студио. Секако и знаете Кирацовски како заедно вика, ќе се тој последен насмееме. се смее, најсладко се смее. Заедно ќе се насмееме, Така да, апсолутно. Јас Заедно ќе се бидејќи ги смееме, кажавте- последни, се извинувам, Да. заедно ќе се смееме. Последно, на влезот на нашата држава во НАТО и Европската унија, после успешни избори каде што Чекај, нели председател влеговме ќе лани, биде, нели правевте каде што прослави? председател ќе биде Стево Пендаровски. Значи, видете, Заедно тоа- ќе се тоа- смееме. тоа- Јас верувам дека и вие Тоа се го за истата знаеме, цел. тоа го Верувам дека говоревте имате и истата заложба. Тоа го говоревте и 2013, јасно ни е се, нема потреба да се Да, меѓутоа повторуваме на успеваме. граѓаните, Вака, успеваме, бидејќи- ни е јасно. Успеваме. Само да ја подсетам, Заедно. лани ги правевте истите тие прослави, веројатно ги правевте една година порано за да скратите на Тие трошоци. прослави ги ама правевме, тоа е на правевме вас. затоа што е евидентно дека препораката за Европската унија за почнување на преговорите со Европската унија ќе биде во јуни. Нормално доколку овие избори се кристално чисти, фери демократски, Вака, нешто што се надевам дека заедно ќе Значи, го на постигнеме. вистина- Бидејќи рековте дека Немам нема намера да бойкот на коментирам, вториот бидејќи е круг, пресмешно. двете страни, двата штаба, а ги набројавте 4 телевизии на кои ќе има ТВ дуели со кандидатите до 21 април, дали меѓу двата круга телевизија 1 ТВ може да влезе во комбинација за ТВ дуел? Секако тоа мислам дека го Еве, потврдивме апсолутно. на почетокот, Добро. апсолутно дека Доколку сакате и ако може тоа да служи за да ја избегнеме можноста за ВМРО ДПМН и господјата Силјановска да го бойкотираат вториот круг, можеме уште денес да се договориме на кој датум би бил дуелот на И па, ЕРН-ТВ помеѓу од првиот и вториот круг. 20 после Значи, 21 април. Доколку сакате. се уште се Има. водат од девизата Доколку дека сакате. колку повеќе пати повторена лага може да стане вистина, меѓутоа нека Така. ценат граѓаните. А последниот дел, Но не последното последно од прашање. вистината, почитува. Последното прашање. Сите председатели на државата од самостојност и независноста до денес беа оспорувани од опозицијските партии. 94-та опозицијата ВМРО ДПМН Демократска партија го бойкотираа вториот круг и сметаа дека има манипулации со гласовите на покојниот сега Киро Глигоров. Потоа следуваше изборот на Борис Трајковски, кај што СДСМ го оспоруваше, па беше граѓанинот, нели, Борис. Па Црвенковски со цензусот од ВМРО ДПМН беше лицето БЦ. Вториот Ѓорѓе Иванов, СДСП и дуи оспоруваа легитимитет. Можно ли е председателот што ќе биде изберен, вие ќе речете Силјановска, Навкова, вие ќе речете Пендаровски, не е битно. Јас и граѓаните. Можно ли е еднаш председателот да добие честитка од спротивниот изборен штаб? Јас Тоа чудо дали е одговор, можно? односно одговор на ова прашање ќе го оставам на Кирацовски, бидејќи тие ќе бидат поразената страна, така да Кирацовски ја повели, кажи како ќе реагирате на тоа. Јас овој несериозен однос и кон телевизијата и кон вашите почитувани гледачи сакам Не знам што е несериозно во тоа сакам да го си убеден завршам, дека сакам да го Силјановска ќе завршам и биде да го председател. заокружам со очекувањето на една сериозна, голема и убедлива победа на Стево Пендаровски на предстојните председателски избори кои што ве уверувам дека ќе бидат чисти, фер и демократски. Добро, вие сте убедени дека Победата Стево. ќе биде до Дали таа сметате мера- дека ВМРО ДПМН ќе го признае тоа, бидејќи нели ги говорев сите искуства до сега? Јас сум оптимист само поради едно. Јас сум убеден и сум оптимист дека победата ќе биде до тоа ниво и до таа мера голема да буквално никој не може да оспори и опозицијата, особено господјата Силјановска, ќе ја преземе одговорноста да му честита на Стево Пендаровски и да му посека успешен председателски мандат. Јанушев? Па, Еве како што хипотетички, кажав, нели, победува Пендаровски. Ние сме пример за партија која што на демократски начин го избери својот кандидат на конвенција каде што имавме 9 кандидати, не се собравме 2-3 луѓе да се договориме кој да ни биде кандидат и сето тоа да го направиме на начин на кој што СДСМ го направи, а при тоа нели закажа и конвенција, па ги тера луѓето се пријавуваат, па се преуваат и сето тоа се заташка на тој начин. Така да веруваме за дека вас, власта оставете е нашата партија. спремна да организира фери демократски избори. Веруваме во нашата победа и токму затоа и кажав дека овој одговор ќе го препуштам на Кирацовски да каже значи како ќе реагираат во однос на тоа кога ќе сватат дека се поразена страна, бидејќи народот, македонскиот народ
сите останати кои што живеат во државата, албанци, турци, власи, роми, бошњаци и останатите ќе ја дадат поддршката за Силјановска. Тоа е се поевидентно, тоа го гледаме секојдневно каде и да се движиме, луѓето пристапуваат, даваат поддршка. Така да воопшто немам намера да кога шетаат со Пендаровски, така. А јас Кирацовски не сум го видел со Пендаровски, меѓутоа се надевам да го дека ќе има доживувам, прилика да туку е прошетам за да го видам. Вака сега, еве, пред да влезете во студиото, падна кладбан или предизвикот беше од Јанјушев. Тој тврди Секако ќе победи дека е Давкова, Силјановска, Извинете, ако а вие бидете Пендаровски. до крај искрени, друга беше кладбата. Кладбата, Друга беше во вечера кладбата. беше. Друга беше кладбата, колку гласови ќе освојат тие, а она беше. за кој што се Кирацовски, договоривме ако бидеме до за крај Бобро искрени, ДПМН имаше значи загуба. Значи загуба, меѓутоа тоа Имаше не и две се кладби, во однос не е на коректно, гласови не е и во коректно да го однос споделуваме. на победа. Јас само сакам на крај да ги повикам сите наши граѓани, македонци, албанци, турци, власи, роми, срби и бошњаци на овие престојни претседателски избори, заедно да ги проследиме. Сите да се потрудиме да бидат мирни, фер и демократски и заедно да го избериме Стево Пендаровски за иден претседател на нашата држава. Ајде се и вие, мора да имаме мало. Ви благодарам. Мислам дека кажа. Да, во Јас ред. само ќе ги повикам буквално сите граѓани да ја видат јасната дистинција помеѓу Стево Пендаровски и Гордана Силјановска Давкова. Да ја видат различната страна на двајцата кандидати, да видат се она што го нуди Пендаровски, како еден кандидат кој што веќе ги изгубил изборите 2013, како човек кој што е повеќе од 20 на години на политичката сцена, кој што буквално нема со ништо придонесено позитивно за државата, напротив, учесник во сите негативни процеси. И од друга страна, да видиме професорката Силјановска како еден докажан професор и експерт во својата област, кој што всушност е најтесно поврзана со претседателското место во државата. И како што веќе кажав неколку пати, јас сум убеден дека граѓаните го препознаваат тоа во професорката Силјановска и дека неминовно ќе ја дадат огромната поддршка за низ. Една моја лична забелешка на изборите 2014 беа сомнителни по многу аспекти или претседателски. 14 се Да, 14, претседателските. извинете. Ама во ред, тоа е мојот став. Секој Се има- надевам секој дека има право овие на избори мислење и на нема став. да бидат од тој тип како што беа тие. Ви благодарам што бевте Благодарам на поканата. во еден студио, во еден ТВ на еве ваква една дебата и би посакала да помине целата атмосфера во многу позитивна атмосфера. Благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Благодарам уште еднаш.